Почитувани колеги советници, почитувани гости, согласно член 38 од статутот на општина Битола, службен гласник на општина Битола број 10 од 2005, свикувам седница на Комисијата за јавни дејности на Советот на општина Битола денес 25.7.24 година со следниот дневен ред. Точка 1. Разгледување на барање за финансиска поддршка од програмата за култура. Дневниот ред е со една точка и дали сме согласни со ваков дневен ред на седницата. Кој е за? 3 гласови за, едногласно. Поминуваме на точката 1. Разгледување на барање за финансиска поддршка од програмата за култура. Молам представникот од општината да се произнесе по точката. Повелете. Значи, добар ден и од мене. Барањето е пристигнато од Сдруженијето на македонците од Егејскиот дел на Македонија, кои што бараат средства да ја реализираат 53-та семакедонска средба во село Трново. Ти имат доставено целокупен финансиски план за што им се потребни средствата, значи тие побаруваат 110.000 денари вкупна сума за реализација на овој настан. И сега останува на комисијата да се одлучи колку средства би им дале за да го реализираат овој настан. Ја свикавме комисијата, бидејќи настанот се реализира на 2 август, значи немаме време, мораме да одлучиме за да можат на време да го реализираат овој настан. Благодарам. Дали имаме прашања по точката? Кажите средства се разбира, не можеме овие сите средства, знаете дека во буџетот така, оно што остана. Така, баш сега ќе ве прашував, дали имате некоја спецификација вие како, да речем, одделение за култура, колку средства по видување на општината, на службата, на секторот би требало за покривање на овој настан? Значи, тие самите си имаат овде финансиска конструкција, буџетски поставки, колку средства им се потребни, за шо? Значи имаат за превоз автобуси, за озвучување, за настап на културно-уметнички друштва, за солисти, за ручек на гостите, значи имаат некој си план од 110.000 денари. Сега останува ние колку средства ќе ги поддржиме. А ако тргнеме и тоа дека во програмата за култура сите средства ни се строго наменски нели проектирани, она што останува тоа се средства, бидејќи не го организиравме денот на Европа, тоа се не 90.000, не ме фаќате, 90.654 денари, значи од овие средства ние би требало да им исплатиме. Значи повеќе од 90.000 денари немаме. Благодарам. Моето беше прашање, да речам, во овој контекст, него тие даваат некоја спецификација нивна по која би максимално ги потрошиле трошоците за настанот, али како одделение дали ние имаме некој видување колку им се потребни за да ја заокружат, да речам, работата онака како што треба да изгледа. Тоа ми беше прашањето. Со оглед на тоа дека кои оние ставки им се нив значајни, јас мислам дека 80.000 денари би било окей да им се исплати за да може да го реализираат квалитетно овој настан. Ви благодарам. Дали имаме други прашања? Повелете, колега. Барам 5 минути пауза да го разгледаме барањето, да видиме по основ на кои ставки барат, колку барат, како барат и по кој основ барат. 5 минути пауза предлагам. Се дава 5 минути пауза со цел консултација по точката. Благодарам. Застанавме кон тоа, ни објасни представникот на општината дека по нивните согледувања 80.000 денари дека би им помогнале на Сдруженијето да го реализираат настанот во Трново. Настанот знаеме дека е традиционален и дека тоа е местото од Битолскиот регион каде што се среќаваат и селениците. И пошто беше предложено, мислам не предложено, туку сугерирано дека 80.000 денари се во ред, јас би прашала дали сме согласни со 80.000 денари како финансиска поддршка Советот да се согласи да им даде на организаторите. Може кратко. Повелете. Го разгледав точката, го разгледав барањето. Јас мислам дека ова треба да се гледа на Комисијата за финанси, така да ќе се оградам од ова гласање. Ви благодарам.
Пошто веќе беше полемизиравме на почетокот на седницата околу ова, представникот од општината даде соодветно образложение дека паѓа во делот за култура и дека тука нема место за полемика. Во моментот немаме кворум за работа, ќе продолжиме штом колешката се врати. Ви благодарам. И можам да констатирам дека немаме кворум за работа. Колешката Јадранка Павловска ја напушти седницата со некое свое објаснување дека точката не е за во Комисија за јавни дејности, а напоменувам дека представникот на општината даде соодветно објаснување зошто оваа точка е ставена во Комисијата за јавни дејности. Со тоа констатирам дека седницата не може да продолжи без кворум за работа. И со тоа оваа седница ја прекинувам. Ви благодарам.